Жителите на Прилепско Реовец денеска се собраа на нов протест против ископот на конзорциумот Бехтелиенка, кој од тука треба да користи градежен камен за делниците кои што треба да ги гради. Тетово Гостивар Букојчани, потоа Требениште Струга Ќафасан, како и автопатот Прилеп Битола. Жителите се плашат дека со минирањето ќе се уништат единствените 4 сопствени прилепски извори за вода. Остатокот на потребите за вода Прилеп ги задоволува од студенчица чии извори во Кичево. Минирањето се прави на само 200 метри од селото. Единствени 4 извори со своја вода за која од никого не зависиме се наоѓаат во оваа пазува на Бабуна планина, односно во пределот на селото Оревоец, Крстец и Плетвар. Тоа е најгорливото прашање за нас како прилепчани. Ни се загрозува, значи, едно екзистенцијално прашање. Село има детален урбанистички план, има предвидено детска градинка, училиште, амбуланта, зелени површини, паркови за деца. Не може децата да бидат тука, тие да минира на 150-200 метри. Концесијата му е земена на 20 години. Селото се развива, водата почнува да тече матна, животните, змите од планината слегуваат долу в село, пошто го расчистија терено, ги секоја шумата и едноставно сме загрозени, чувствуваме загрозеност. Жителите прашуваат зошто тампон за новите патишта не се зема од околните рудници за мермер, каде го има во изобилие и така неискористен стои со децении, но и постојано се зголемува со новите ископувања. Никакви работи во врска со изградба на пат не се отпочнати. Ние колку што знаеме, не е ни експроприација на земјиште направена, а веќе се копа нови рудници за тампон. Тампон можеме да им препорачаме да се земат на само километар одавде рудникот Сивец. А сите знаеме дека јаловината од тој рудник представува голема еколошка опасност исто за град Прилеп. Ореовчани велат дека досега ниту еден државен надлежен орган не дошол во селото да им покаже дека Бехтелиенка ги имаат сите потребни дозволи и дека се направени сите испитувања за да нема штетни последици по нивните животи и животната средина. Токму затоа најавуваат секојдневни протести.